Премиерот им вети месечна помош и заедно со стечајците символично ги пресече врвците на шаторите. Јас навистина местото ќе го напуштам задоволен и среќен затоа што знам дека сум еден човек кој што учествувал во исправањето на една голема децениска, нацистиска несветка и голгота на неколку илјади, на неколку илјадници граѓани на Република Македонија. Сега дел од стечајците кои тогаш му аплаудираа, велат: Еднаш дозволивме да нас преведев жедни преко вода. Сега неќе моќи. Последниот митинг во Струмица кој беше за премиер да биде. Плачеше. Знаете да ги казнете. Каждемо ги комунистите, СДС. Сега он не казне нас. Чашата е више прелиена. Повеќе нема отступање. И не сакам да чуjem дека влада нема пари. Има, реков еднаш, за шмизли, за мачки. Има за нивни, значи, министри. Срамота и греото што се ради. Срамота и раја што трпи за ниве. Стечајците залудно дојдоа пред владата. Премиерот Груевски, иако им вети, не ги примине закажаната средба. Толку огорчена бев, да ви речам да одвај се уздржав да не направим некоја брука. Срамота е вака што се малтретира народот, да си троши парите, да доаѓа, значи, на закажане средбе, а да бидеме грубо одбиени. Напнатоста, стресот и гневот на стечајците од залудните извикувања и протести пред владата кулминираа со интервенција на итната медицинска помош. Да не помисли да манипулира уште еднаш со стечени работници, зашто повеќе нема га Стојан и не може више да манипулира како што беше на минати избори. Кога требаше да се гласа за господин Груевски, ние стечајците сите гласаме за него. Меѓутоа, он нас не изигра, не излажа. Дрвото расне, го посадија Стојан и господин премиер Груевски, дрвото расне нагоре, а ние пропаѓаме. Секој ден пропаѓаме без пари, без екзистенција.